На околу 5 километри од Куманово во село Тромеѓа за неполни 2 години се изгради црква посветена на Свети Димитрија. 37-годишниот Иван Цветковски го оствари својот сон. Селото доби храм, а местото кое што до неодамна беше целосно напуштено, сега собира верници од сите краишта. Идејата за изградба на светото обележје започнала од тинејџерските години. Целта е да се негува религијата, традицијата, духовните вредности, да се пренесуваат обичаите на идните генерации. Некогашниот припадник на армијата, специјалната единица, појаснува изградбата не била лесна, но помош добил од верници, мештани на Тромеѓа, но и останатите градови, како и селеници кои дале свој придонес. Секој помогнал колку што можел, со средства, материјали или доброволна работа. Празниот простор стануваше претесен и едноставно да кажам запуштен од трнија гранки едно друго. Решивме да го чистиме, да направиме езеро. Првично беше направено езеро кое излегува водата од чешмата, со што оставивме риби. Првиот повод беше скокање по крст за водици. Тука најголема идеја се роди покрај езерото да направиме црква. Значи многу дилеми имаше како да се вика црква. Мене ми текна, бидејќи имаме горе наша црква Свети Ѓорѓе, меѓу најславени слави се Митроден и Ѓорѓе. Така да Митроден Свети Димитри и така решиме да градиме црква. Идејата била да се остави квалитетна и долготрајна градба. Затоа изградена од камен и цигла. Во моментов се уште се работи на фреските. Неопходни се и донации за да се заврши. Потоа планот е да се уредува дворот, но и изградат простории за трпезарија и соби, како и крстилница. Местово, за разлика од пред 4-5 години, тука е не 100, него 1000%, може и 2000% посветено. Ќе дое, пошто странава, црква има страна, што презентираме слики, изработки, луѓе го гледаат и сакаат да го посетат место. Значи привлекуваме големо внимание, една работа. Втора работа, тука ергела исто почнува за млади членови. Имаме мерак со коњи да се сликаат, да јаваат. Повеќе време и повеќе места посетувам, гледам стари градби, стари цркви. Мене идејата ми беше градба да биде поквалитетна и подолготрајна. Значи да оставиме временски запис кој ќе се памети долго. И сум, да ви кажам право, и јас сам за колку брзо време се собраа големи средства, многу брзо се изгради и очекувам дека ќе има уште, очекувам да дојдат за Великден голем дел на верници да ја посетат нашава црква, која мислам дека остава посебен. Дека изградбата на црквата го заживува местото, потврдуваат и останатите жители. Се надеваат дека надлежните ќе го уредат патот кој што води до неа. Што заживува ова место, а се надевам дека во наредниот период уште подобро ќе биде. Почна народ да се собира овдека за празници, за Великден, за водојавление, тука се фрла крст во езерото. И мислам дека ова место заживува. И се дека ќе има големо присуство на верници. Дека ќе се сближи народот меѓу себе, ќе заживее на традиционално, старо. Па така тука беше што растото во трнје, во напуштено стано, неодржувано. Сега добива нов лик, нов сјај. Така ќе продолжи. И тоа ќе се гради, и ќе се уредува ќе се. Зарече стварно на еден православен храм кој по моја мисли е величествен. И ретка градба во денешно време со овој стил. За изградбата добиле подршка и од Кумановско-Соговската епархија. Обезбедена е камбана, тешка над 300 килограми. Донирана е и ограда од соборниот храм Свети Никола. Овие жители и Иван ќе продолжат да работат на нови иницијативи со кои ќе ја зачуваат верата, традицијата и културното наследство во Кумановскиот крај. За нив е важно младите да не заборават кои се и од каде потекнуваат. Во малите места продолжуваат да се чуваат верата и традицијата преку светите обележја. Тие не се само символ на религијата, туку потсетник на идентитетот, заедништвото и сплотеноста.